Почитувани мои, добро вечер. Знаете дека изминатите неколку емисии имавме гости што оставија трага во кучанскиот фудбал и несомнено беше во нивните разговори пробиваше секој пат една реченица што мене така ми остави еден силен впечаток дека Осогово после Вардар е првиот професионален клуб. Но се тоа го поврзува со денешниот, односно вечерашниот мој гостин. Тоа е, еве ќе ви го представам, Арсо Божиновски, долгогодишен председател на боречкиот клуб Спартак, на фудбалскиот клуб Осогово и може да кажеме човек што во негово време се одигра првиот официјален надпревар на репрезентацијата Македонија, на фудбалската репрезентација на Македонија, односно прв пат се свирише официјално химната. Господине Божиновски, односно другар Божиновски, добро вечер. Сакаме пријатно да ти биде во оваа емисија и малку ќе поразговараме неколку теми. Благодарам, добро вечер и за вас и за гледачите и посебно ми е драго што сум гостин на оваа емисија. Јас во најавата, еве да не должиме многу, сега да не се враќаме дека Арсо беше едно време како млад, успешен планинар, се занимаваше со планинарење, потоа малку со скијање кога почнаа тие први години на Осковските планини, меѓутоа секако најповеќе твојот спортски, ајде да кажам, пат е врзан некако со овие два клуба што ги спомнав, тоа е боречкиот клуб Спартак и фудбалскиот клуб Осогово. Најпрво бевте во боречкиот клуб Спартак, ќе се навратиме потоа на многу негови моменти, каде бевте, што успеси имавме, меѓутоа повелете за нашите гледачи ќе кажете што се беше во тоа време борењето. Кога јас отидов во борењето во Спартак како председател на клубот, боречкиот клуб Спартак беше познат и во Македонија, Југославија, Европа и мислам дека и цел свет. Заради тоа што ние имавме претходно прваци, како балкански, така и европски прваци, олимписки, да кажем, учесници на Олимпијада и така натаму. Значи, боречкиот спорт е со традиција во Кочани и мене ми е жал што уствари сега е во ваква ситуација. Јас кога отидов во еден момент кога требаше мала консолидација на боречкиот клуб заедно со Јордан Ѓорѓиев, Апаша. Он беше тренер и ја консолидиравме екипата, створивме добра екипа и мислам бевте на врво, ние требаше да бидеме тие 2 години прваци. Едната година во Кочани ни го зедува првото место Штип, Балканец, а другата година Радовишани Бучи во тој дел. Меѓутоа, тука имаше други работи, задкулисни работи, што не ќе да навлегувам во овој момент, ама имавме успех со тоа што и ние бевме на некој начин на прваци на Европа во Палермо, да, тоа ќе се наврати, еве јас имам една фотографија, ќе ја ставам пред камерата, потоа камерата ќе тоа слика фотографијата направена на железничката станица во Кочани. Одите вие и Јордан Ѓорѓиев сте овде со 7 борачи, заминавте за Палермо. Тоа беше неофицијално европско првенство. Да. Не беа 7, беа повеќе борачи. Беа 12 на сликата се 7 во тој дел и ние отидовме како југословенска репрезентација. Таму беа Руманија, Полска и Италија на тој турнир и според резултатите Спартак, односно Југославија, во слободен стил во тоа време беше првак незваничен на Европа. Да. Донесовте 3 големи, мислам, пехари, кои ги красеа витрините на некогашната нова трговија подолго време, беа изложени таму да ги гледат граѓаните на Кочани. Што ви остави впечаток, еве, таа генерација токму во Палермо? Бидејќи гледаме, тука се Нешев, тука се Мане, Гуцов. Па таа генерација беа спој меѓу млади и постари борачи. Димче, Нешев, да кажеме, Ампо и тие другите постарите борачи, а меѓу нив беа Јордан Чујанев, Коце Ефремов, Гуцев. Коце Ефремов беше и постар борач, него и мислам имаше помлади
борачи, повеќе души, така да имаше спој еден меѓу, да кажам, искусни борачи и млади борачи, али екипно беа уходани и си ги знаеа сите своите категории, кои требаше некогаш да скинат кинеа, некои што требаше да покачува и имавме успеси. Како вие тогаш регулиравте, односно тоа, еве сега, добро кажавте, кинењето на килото, ја мислам дека некои стимулиравте вие борачите со тоа. Бидејќи вие и во борењето, а подоцна и во фудбал, ќе кажеме, на некој начин еден мал професионализам внесовте. Да. Па на некој начин ние, мислам, ги стимулиравме со тоа што и дававме хранарина на борачите и тоа беше новитет, да кажеме, во борењето, да и се исплаќа хранарина и да и се исплаќа, да кажеме, од загубен килограм, од кога губеа килажа или кога, да кажеме, некој треба да каче килажа, со тоа заради тоа што тоа е сепак врзано со материјални средства, за да скинеш и после тоа се вратиш во кондиција, требат, да не речем, продукти и треба време во тој дел за да му се надоместа, и на крајот на краиштата, мислам, тоа е напор кој тешко кој може да го издржи. И тоа беше како новитет, со тоа да кажам дека постојано они беа згрижени со опрема, со патувања, со припреми, со исхрана. Малте, не еден професионален однос имаше. Па да кажам, не е тоа полупрофесионален, ајде да кажеме, бидејќи се взимаше нешто. Грижа, една грижа за клубот и за борачите. Останавте, мислам, 4 години во борењето. Па така беше. Да, и се повлековте. Да, се повлеков. Кои си беа причините што се повлековте? Па причините беа заради тоа што ние бевме една од најдобрите екипи, имавме успеси, ние имавме повеќе прваци државни кај нас, имаше и луѓе кои има второ место на турнири, победници, и сватив дека во таа констелација на борењето, во тој момент од луѓето кои беа, да кажеме, во Македонија, задолжени за борењето, дека ние колку да вложуваме и што сакаме да правиме, дека не можеме да бидеме прваци. Значи, квалитетот него гледа, уште тогаш имаше и оние задкулисни игри. Па задкулисни игри, во кои задкулисни игри ние најверојатно малце се снаоѓавме, а меѓутоа јас истакнав и во монографијата дека Јордан Ѓоргиев и Насе Насев не беа во добри односи во тоа време, така да мислам дека имаше некоја, значи, влијание. Осветувачка политика према Спартак. Па сега како би рекол, дали е осветувачка, каква е Арно, ние не дојдовме до шампионска титула. Кога со само фактот кога на нас два пати ни ја зедоа шампионската титула во Кочани, со помош на борачи и наши борачи, доволно збор. Сепак вашето некако време дојде почетокот на осамостојувањето на Македонија. Еве, овде ова е изградбата на западната трибина што ја градеше акционерското друштво во Атом, во кое бевте генерален директор. И успеавте на отварањето на трибината да го организирате првиот надпревар на репрезентација на Македонија, официјален надпревар. Тоа е квалификации, надпреварот со Данска. Да, со Данска младенци. И се свиреше за прв пат македонската химна на еден официјален надпревар. Бидејќи ние играхме пред пладне, а со данците се играше по пладне на градскиот стадион во Скопје. Па јас отидов во Осогово како председател од 92 година па до крајот на 95 година. Така да за тоа време, мислам, клубот кога отидов беше во незавидна ситуација, да не речем беа тие старите трибини од другата страна, уствари нови, кај што е сега Аледар, кафаната во тој дел, меѓутоа беа како руинирани, недоизградени. Тоа беше западната трибина, се распаѓаше. Западната трибина не се распаѓаше, она беше нова, ама немаше услови. А западната се распадната. Беше распадната. Тоа е источната во овој дел. Немаше реквизити никакви, да кажем дека копачките ги врзува со
коноп или сотел за да играт утакмица. И која беше вашата прва заложба? И моја заложба, уствари, на целиот тој тим кој отидов таму беше прво да се консолидира тим материјално и на некој начин играчки. Заради тоа што ние имавме само 7 бода кога го произведов и требаше, никој не веруваше дека Осогово ќе остане во лигата. Во таа такмичарска 92. Шеф на стручен штаб беше Јордан Минов. Шеф на стручниот штаб во тоа време беше професорот Ангел Симев. Ангел Симев, тоа е значи постарата фотографија. Постарата во тој дел и помошник му беше Владо Андов. Во тој дел. И имавме забележителни резултати. На крајот Осогово обстана. И направивте комплетна реорганизација тогаш. Да, со она, да кажем, историска утакмица со Брегалница, која беше прекината. И тогаш имаше многу задкулисни игри во тој дел, но храбрите ги прате среќата и Миле и ние успеавме. Миле Стојчевски како судија си одсуди утакмицата безпрекорно. Имаше храброст да досуди пенал за Осогово кој што само него вида гледачите на Брегалници, навијачите на Брегалници, играчите на Брегалници. Да. Без пенало си постоеше, беше си регуларен. После што настана, кога настана инцидентот, јас бев зад голо, подпрен на Јарболо во тој дел и кога настана инцидентот на мене ми падна камен од срцето. Знаев дека утакмица ќе заврши, ќе биде прекинат, ќе биде во наша корис и знаев дека Осогово ќе обстане. Дали сложувате дека тој надпревар, јас добро се сеќавам, на тој надпревар, тоа беше 92 година. Не. Тој надпревар, колку што ме меморијата служи, јас стигнав на 15 минути, никој пат не сум со Реното, ајде колку одем брзо, од Скопје гледал да стигнав на време, немаше место кај да се седне. Јас на источната трибина кај што е, седев на место кај што е се скалите. Целиот стадион беше испунет со гледачи. Дури и таму кај што нема место за гледачи, имаше гледачи. Односно во дело покрај стативите, празниот дел стоја, таму беше и фалангата. Да. Ние пред да почне утакмицата, ние имавме 16 повреди на глава на гледачи откочени. Бидејќи фалангата кога настапуваше, маваше со камења од линијата од озгора, од пругата и имавме 16 повреди. Значи провокациите беа очигледни, тоа ривалство со Штип секој пат ќе трае. Така. Пред тоа, многу е долга историјата. Мислам, треба да седне да се елаборира подолго време, кои беа се заткулисни игри претходно, кои беа намешталки претходно, кои притисоци јас ги издржав, после тоа кои притисоци ги издржав и така. И тогаш таа година успеавте со Ангел Симев и Владо Андов. Тоа ги исполнивме за таа година целите што ги имавме. После тоа ни беше цел, односно задача, да го реновираме стадионот, односно да изградиме и изградивме западната трибина, да се на некој начин условите створат за да може да се работе во клубот и луѓето да можат да си работат својата работа и предовме на некој начин полу или професионализам во Осогово, што го имаше само Вардар, можам да кажем. И до некаде слога Југомагнат. До некаде и слога Југомагнат. Ние си имавме професионален тренер, помошник тренер на голмани, секретар, директор на клубот во тоа време и така да мислам, оние сите другите работи да кажам што беа административни, Бог да го просте, Благој Шичо ни ги вршеше, таму беше ОФС сместена во тој дел. Алфа и омега на кочанскиот фудбал. Да, алфа и омега на кочанскиот фудбал, така да и со самото тоа, со реорганизацијата на клубот и стварањето на полупрофесионализам или професионализам во клубот донесе резултати. Резултатите беа видни, Осогово стана една од најдобрите екипи во Македонија, во првата македонска лига и ние бевме хит
меѓу фудбалерите, ако земеме, често пати знаеа да кажеме Кочан и Елдорадо. Да. Ова фотографија токму покажува ги играчите што ги ангажиравте со нашите Кочани. Тука се Бегановиќ, Ариф, Бели, Марич и тие се. Еве, председателот на клубот. Да, со голманот Осман Агич. Тоа е фотографијата. Што ги дали така сигурно имате некои спомени дека во тоа време, односно во ваше време, стадионот беше секој пат исполнет до последно место, бидејќи осо го имаше добри резултати. Па добро, ние имавме продавано најмалку по 1000 до 2000 карти на секој надпревар, а на стадионот беа од 3000 до 5000 гледачи на секоја утакмица. Меѓутоа имавме и успеси и покрај, мислам, високо место на табелите. Една полусезона бевме и први, мислам, на табелата. Есенски прваци бевме. Меѓутоа, ние во тоа време го освоивме купо во Кавадарци, Вукокаров. Во тој дел тогаш беше и Милосавов, кога играше во тај дел. И исто така, мислам дека голем успех беше организацијата на меѓународните надпревари кои ги имавме во за млади на Македонија, и тоа утакмицата со Данска и со Кипар, кај што беше безпрекорно организирана, и мислам за прв пат тогаш се отсвири македонската химна на еден фудбалски надпревар. Оти ние бевме од 3 сата, а после тоа вечерта беше утакмицата во Скопје. Тоа е она што околу вашиот, ајде да кажам, спортски животен пат што ве врзуваше со овие два клуба. Зошто ја почна вака емисијата? Сакам да ќе правиме сега една ретроспектива, сега ќе разговараме за двата спорта во сегашно време. Но претходно сакам, бидејќи сте мој и пријател и се знаеме долги години, да расчистиме една дилема. Со стадионот со источната трибина. Привремено источната трибина беше дадена на акционерско друштво Атом. И можеше општината да ја поврати. Да. Меѓутоа тоа не се случи, него се приватизира. И многумина ја врзуваат таа продажба дека со Атом се е направило, бидејќи Арсо бил председател на Осогово, Атом бил собственик на тоа. Иако, вие до 96-та ви беше вашиот мандат во Осогово, а тоа се продаде 98 година. Да. Пожелно е за, јас знам, мислам, многу покасно се продаде изгледа. 98 година се продаде, да. 98 на листација која зеде Слив првиот пат, да. Тоа беше на, ќе ви кажам, у петокот на 3 дена пред официјалните парламентарни избори 98 година. Тоа не е битно. За мене е битно, вие како председател на клубот и, ајде да кажам, тогаш директор на Атом, зошто општината не го поврна стадионот? Па сега зашто? Тоа се сплет на околности. Да речеме, ние кога го правевме стадионот од средства на Атом, как акционерското друштво Атом, и целиот тај уредувањето внатрешно и на едната трибина, и на другата трибина. После тоа тука спомогна и општината СИЗО за станување со асфалтирањето на улицата покрај пругата од таму, за да можат автобуси се паркират влезо, да биде пристапен и така натаму. И имаше тука удел и целиот град. Арнома, на некој начин, сатисфакција и оправдување за тие вложувани средства е под трибинскиот дел. Таму не стои дека трибината е продадена. Трибината не е продадена. Да. Под трибинскиот ја знам дека е простор. Во тој дел. Во кој ние направивме хотел, односно како мотел со ресторант, каде што беа сместени играчите и каде
работеше ресторант за потребите на клуб. Меѓу другото и за отворен ресторант, али за повеќе за потребите на клуб. Така да ние имавме доста играчи кои се од страна, тука спиеја, тука се ранеа и така натаму. Па и оние што беа тука кога се припремаше Па особено и тоа е еден од условите за успех на клубот кој се постигна. Сега кажавте исто околу асфалтирањето на оној заобиколен пат околу стадионот за да има пристап до самиот терен, уредувањето на подтрибинскиот простор, уредувањето на трибините, што значи создадовте едни услови, една инфраструктура, после градски стадион Скопје, друг немаше во тој момент во Македонија, на кој што може да се играт официјални меѓународни надпревари, што значи тоа го дозволуваше самата инфраструктура на целиот стадион. Денес сликата не е таква. Јас не знам вие колку пати одите на стадионот. Што мислите дека сега на ова Осогово му недостасува? Па и на градот што му недостасува за да се одржуваат едни меѓународни надпревари, бидејќи последно се одржа кога председател беше Ванчо Карамфилов, тоа е 2002 година со Турција. Знаете што, малце ми смета да речеме тоа споредување. Денешното време и тогашното време и тогашните прилики се многу различни. Во тоа време ние во градот имавме повеќе организации кои беа поголеми организации со големи доходи и приходи кои ги остваруваа и на некој начин градот беше побогат во тој дел. Бидејќи тука само да не ги спомнуваме Целулоза, Атом, Руен, Кочанско поле, мислам тоа се гиганти кои беа, нека ми извинат некој ако не сум ги кажал, тоа беа гиганти кои на некој начин може да се дозволат да се издвои и повеќе за спортот од она што се издвојуваше. Сега мислам дека приликите се такви да малце пооскудно е со средства, заради тоа што и ги нема овие организации, нема го тој број на вработени и сега се повеќе фирмите се приватизирани во тој дел. И сега колку во ова време, да кажам дека може да издвојат како приватни фирми, за да може да го финансират спортот и да воведат некој професионализам, мислам дека е многу тешко. На што мислите дека треба да се заснува политиката, во Кочани да збориме бидејќи за Кочани, политиката во Кочани за фудбалот? Па за фудбалот ја мислам дека треба сега да се симне малце, бидејќи ги имаме условите, имаме го игралиштето, терените, има и терени во Ризари, има на други места по Зрновци и така натаму. Мислам треба да се симне малце на некој си аматеризам понапреден, со тоа да се вклучат тука најверојатно школите во такмичењето, да се фудбало масове и од масовноста ќе произлезе и квалитет. Најверојатно, али да се работе треба. 2 години Кочани организира 2 години таа општинска фудбалска лига на основни школи, што мислам е добро. Меѓутоа мене ми смета што на тие надпревари, ајде и кажам условно тренерите што се заинтересирани или професори, дифовци што и ја имат наклоноста кон фудбалот, не се забележуваат често на тие надпревари. Иако таму се талентите, како што едно време се црпеа таленти од патронатите. Да, за наше време кога беше, мислам, имаше, постојаше ентузијазам, професорите се бавеа и со клубовите, тренираа ги клубовите, почнувајќи од ракомет, кошарка, борење, кога ќе земеме фудбал, во тој дел. Мислам дека тука треба да се помогне и од страна на државата, односно од Министерството за образование и најверојатно ќе треба да се мотивират одреден број на професори или сите професори, не е битно, во тој дел, кои имат афинитет, да ги врзат со број на часови, да речеме, во тој дел да она што ќе го пружат за клубовите и влезе во фондо на часови на некој начин. За да може да тие да бидат, ќе добиват за тоа плата, наместо он да има, да речеме, во текон предпоставка во месецо
или во недел, како се паѓа, 24 часа или 20 часа неделно, он ќе има, да речеме, 25. Секој не, ден 18-17, а оние ќе ги одработе во клубот, Да, па тоа во тој дел. И исто така можда ќе треба повторно на некој начин да се воведат. Едно време имаше, да кажеме, мајката и учителка стара, имаше платни разреди, со тие платни разреди, со одењето во повисок платен разред, се покачуваше и платата во тој дел. Така да општеството на некој начин да ги стимулира луѓето, а сигурно дека на ова ќе се надодадат и одредени фирми кои ќе учествуват во финансирањето, се разбира, ако се направи успех и клуба ако постигне нешто. Ако државата конечно го донесе тој закон за спорт, што мислите вие, дали ќе има фирми што ќе сакат да вложуваат во спортот, бидејќи сегашното вложување во спортот е, како што еден мој пријател каже, фрлање на парите во бунар да ги фрлаш? Па не е дошол до мене тој закон за спортот, јас не го познавам, не го знам, не можам да судам и не можам нешто да дадам некој суд. Арно, ако на луѓето, да речеме, и се признаат тие трошкови и влезат во трошоци и бидат ослободени, стимулирани, ослободени, мислам, од данок во тој дел, мислам дека ќе се створи некој интерес во тоа. Но не можеме да се ослонеме само на тоа, бидејќи кај нас во Македонија стопанството не е кој знае колку развиено, не е кој знае колку издашно. Може да ги наброиме фирмите во Македонија кои вложуваат во спортот на прсти, дали на едната рака или на двете не е битно, важно е мал број во тој дел. И сметам дека потешко ќе може. Значи потешко таа фаза ќе да се реализира така. Како Арсо Божиновски одеше сега на надпревари на Осогово? Па да кажам, не сум бил одамна на надпревар. На некој начин до сега никој не ме е поканил на нешто, да кажем, ако си да ме покана, дали би сакале да дојдете да помогнете во клубот? Сега си сте пензионер, слободно време колку сакате. Да. Абе, може да се помогне, зашто не се помогне, али да речеме само совети, мислам дека во денешно време не е популарно. Да. И на некој начин денес се цене, ако имаш можности да дадеш финансиска подкрепа на клубо, али може да се направат најразлични начини за организирање на клубо, за прибирање на средства. Јас во повеќе прилики, да речеме, се ме канале на некои состаноци во врска со финансирањето на клубот, кога се избира финансиер, председател, ама не одам, од причини што не можам, не можам да го дадам. Ја ако не можам да дадам, и нема зашто и да одам да. Добро, за секој пат вашите совети сигурно може да им користат на луѓето доле, да малку да ве ангажират околу, ајде, ако ништо друго, околу организацијата сама на клубот. Тоа беше за фудбалскиот клуб Осогово, меѓутоа знам дека кога седеме да пиеме често кафе и да разговараме, дека неколку пати имам осетено дека борењето сепак исто од сегашното борење, односно борењето овие неколку години се разучара. И воопшто ми рече дека не одиш на борење. Не. Кои се причините? Па нема успех, нема ништо, нема што да рече да те повлече да отидеш на борење. Кога би се вратиле вие, еве, би го вратиле сега времето, и Арсо го стават сега у моментната состојба повторно во боречкиот клуб Спартак. Како мислите дека клубот треба да се организира? Гледај, с приликите сегашни и некои што биле се разликуваат, беа реков претходно, али со борењето е многу полесно. Мислам дека со борењето Кочани располага со кадар, да кажеме, кој може да застане на клубо како тренери,
како стручни работници и мислам дека борењето изискува многу мали средства, тоа не е фудбал, да речеме, во тој дел, помали средства и дека може да застане на нозе и може да се бори. Само јас сакам да кажам една замерка. Прво ќе кажам дека сега да речем во оваа прилика зашто го игнорират и го тргат настрана Јордан Чујанев. Он е квалитетен борач, син му е борач, он е бил и репрезентативец, на некој начин професор по физичка култура. И јас ќе кажам дека клубовите ги расипуват и самите играчи, односно борачи, односно тие што биле во клубо што биле или борачи, или фудбалер, или и што се прават дека се стручњаци во тај дел. И кога се залепат за клубот, не можеш да ги одлепат како тип-топ лепенка и не можеш да ги одлепат со години во тој дел. И повеќе му штетат на клубо, него ли што му допринасат на клубо. Мислите дека со ангажирањето на Јордан Чујанев, кој исто јас така ценам и како спортист и како тренер подоцна, и како човек, човек си е бамбашка, збориме се за спортот, него дека борењето може да крене. Па може да крене, како не може да крене. Он ќе си избере своја екипа околу него, да му се довере, тука е и Јордан може да помогне, Ѓоргиев, ако е во години, али со совети, со надгледување, зашто не, има од овие борачи исто така што можат на некој начин професори кои имат завршено и тренерски школи и се, може да се направи и да се створе, да кажеме, едно јадро, кое јадро ќе донесе резултати. Минатата година борењето... А имат и услови, барачи. Да, борењето после долги низ за години, сега есета 2011, за после неколку години, мислам подолг период, може и 10 години, се одржа Лига надпревари. Да. Беа пријавени 5 екипи. Не се знаеше дали борењето ќе почне или не, бидејќи немаше председател. Јордан Димитров го ставија председател, мој пријател Евката, дето се нафати на една неблагодарна работа во тој момент, се обиде нешто да направи, меѓутоа, она што останало, после изгледа тешко се искоренува. Постарите, повозрастните борачи си бараат пари, бараат за кинење на килажа, за настапи, за тоа, додека младите сакат се борат за афирмација. Се случи еден преседан да Спартак ги загуби сите надпревари, од кои што официјално 3 со службен резултат, заведени са 2 за да не го изфрлат од лигата, да не биде срамот поголем. Сега има по 7 борби и во тие 56 борби, ајде да кажем во тие 8 кола, освоија само 2 победи и 54 порази, што навистина е загрижувачки и алармантно. Оваа година ми беше зборот, оваа година се случи нов преседан уште на почетокот. Не сака таква информацијата и од председателот на клубот, не сакале повозрастните борачи, поискусните да идат на систематски преглед, така да првиот изборено државно првенство во Радовиш Спартак не учествуваше. И Спартак е не на самото дно, под самото дно. Да. Што за оваа ситуација? Добро, што е причината што не икеле да отидат на систематски преглед борачите? Па причината, јако што сум запознаен, не сакат без да им се вети некој денар дека ќе им се дава, некоја надокнада дека ќе ја надат. Па добро, да не е и тука да не има и нешто друго. Тие систематски прегледи се плаќат. Да. Најверојатно. Да не се барале борачите да ги плаќат. Не. Во тој дел, па за тоа прашав. Не. Али ако е тоа така, во тој дел, тука нема оправдување, арнома треба да се виде шо како, за да може да се суде. Ја можда, да речеме, може, вака, ни знам, ни сум влегол, ни познавам, ни книги знам, да кажем што, ја не знам колку они имат приходи, и од каде се имат приходи, и колкави се тие приходи. И дали со тие приходи што ги стваруват, дали не може да се организира клуб во тој дел. Немој да испадне дека
некој ги крие приходите и од клубо и од сите други, па од на крај испаѓа дека нема за ништо, а за други, можда за други работи, можда има. Па минатите години, мислам 2-3 години предходно, во настапите кога Спартак ангажираше надпреварувачи од други градови, им даваа надокнада, не знам по колку евра се им давале, што овие ништо не добиваа од Спартак домашните борачи и сега тоа е како еден реваншизам, меѓутоа реваншизам на штета на клубот. Вие рековте дека во Согово би сте вратиле со совети да помогнете. Дали и во борењето би сакале да помогнете со некои ваши совети доколку се побарат од вас? Па би помогнал, зашто не би помогнал? Али, викам, ја мислам дека општината дава одредени средства. Колка би се тие средства, тоа зависи, треба да се влезе во клуба, се видат кои се издатоци ги има клубо и дали се доволни или не се доволни. Па најверојатно и ова што е сојузите дават пари во тој дел, дават сигурно и за врвни спорт даваше борачи. според пласман од прво до четврто место, имаше некоја скала. Кои клубовите сигурно земат по нешто. Па мислам дека претходните години земаа клубовето, меѓутоа сега со оваа лига например како е последно место нема што да барат и нема да има средства, освен она што општината го помага секоја година. Ја знам дека и за тоа ние кога бевме, за тоа време, а мислам и после тоа дека агенцијата и финансираше одредени вработувања во одредени сали и во одредени клубови. Во тој дел. Затоа ти викам, комплексна материја треба да се види, да се направи, да се влезе внатре, да се анализира, сите работи да се стават на маса, за да се знае кој што треба да се преземе и мислам во клубот да се стави некој ред. Во изградба е спортска сала во училишна спортска сала, да кажем, во Никола Карев. Во дворот на Општинското основно училиште Никола Карев. Дали мислите дека градот со оваа сала, бидејќи ќе биде, мислам, оставена и на некои спортски екипи за користење, дека ќе биде една добитна комбинација? Па не да е добитна, него е стварно премија. Во овој време да добиеш една таква сала која ќе може да се игра секаков спорт, во оваа сала што имаме ракомет не може да се игра. А ние имавме ракометни клубови кои беа, да не кажам, меѓу водечките во Република, и машката ракометен клуб и женскиот ракометен клуб. Во тој дел. Мислам дека женските беа и прваци. Да. Едно време со гоне. Во тоа време и во тој период. Ова сала ќе може да се игра и ракомет, и одбојка, и сите мали спортови. И футсал, сегашниот модерен фудбал во сала. Да, во сала, фудбал. Тоа е една добивка стварно вредна за градот. А дали на Кочани му недостасува една убава спортска сала? Од типот она еве што ја направи Виница со 2000-2500 гледачи. Па добро, тука има помалце гледачи, ама мислам дека е истата сала, со истите димензии, како и терен натре, во тој дел, и мислам со оваа постојаната сала и со оваа сала во овој момент на Кочани, не знам дали му треба друга сала. Мислам дека има и металната школска сала во тој дел. Така да мислам дека е доволно сега за сега. Сега кај нас можда ќе треба малце да се повиде и да се заврте вниманието и кон базенто градскиот, бидејќи на многу мало растојание, 2-30 метара, поминува топлата вода и на некој начин, ако се направи некој балон сала, ќе може преку цела година овој базен да се користи и секој тие спортови на вода, пливањето е еден прекрасен спорт, кај што можат многу млади да земат учество. Вие токму бевте секретар на финансии, ако не се лажам, кога се градеше базентот, кога се градеше Олимписки. Кога ми беше гост во емисијата Јордан Ѓоргиев, со него ја почнав оваа година, како прв гостин 2012. Тој беше секретар на Општинска самоуправна интерестација за физичка култура. Тој нагласи дека целта што за која се изградил базентот никој пат не е искористен. Односно, базентот, освен за граѓаните, е изграден за тие спортови на вода,
Но за жал, ни летно време до сега, нити некој училиште не покрена, нити, на училишниот спорт не покрена една иницијатива да се одржат барем некои школски надпревари, еве на крајот на школската година, кога временските услови го дозволуваат. Кога че нема традиција во пливање, во тој дел треба да се створи. Доволно е базенто за мене, искористен базенто заради тоа што голем број на дечиња тука ги прават првите чекори за пливање, односно школи за пливање, децата се обучуваат, на некој начин научат да пливат, спремни се во тој дел да можат своите родители да одат, да кажеме, на летување, кај што одат по море, езеро, мислам, тоа е огромна добивка во тој дел. И базентот само со тоа, он си оправдува својата цел. А па башка за рекреација на граѓанството, што е таму, па таму се створија терени за голф во тој дел. И да не заборавиш, знаеш, мислам дека базенто на некој начин Јордан Георгиев, ама јас го изнесов на грбо. Па бевте секретар за финансии. Не само секретар, инвеститор, и јас го имам подпишено договор. Да, јас ги имам договорите. Да, за базенто мене ќе ме затвара. Кои се причините, ја не ги знам. Бидејќи во тоа време беа нестопанските инвестиции забранете. Да. Но тоа е друга приказка. Тоа е приказна у едно убаво време, кога се градеше, кога имаше општината пари, бидејќи за базенто сигурно се кажате дека и Рујно учествуваше со своји средства и Нова Трговија учествуваше со своји средства. И тоа не, мислам учествува, да, од тие придоници се собира, се прави. Али се индивидуално и мислам во тој момент од приликите, условите и разбирањето во тој дел. Кај нас, да кажем, општинската каса и СИЗовите ние пуневме уште во октомври. Да. После октомври тоа се слеваше се во републиката и тонеше некаде. Не се знаеше крајот каде. Не се знаеше крајот. И кој беше повешт и помудар, знаеше да ги насочувавме средствата и ги изградивме сите тие. Арсо него затворија, базенто се направи. Така? Така. Меѓутоа не заживеа зимскиот спорт. Исто у тај период се градеа ски лифтовето. Се градеа ски лифтовите, после тоа за ски лифтовите, Бог да го прости, Петров Драги е заслужен, негова иницијатива, трчање, негов ангажман и сите околу него, мислам и другите луѓе кои што беа ангажирани во тој дел, исто и Јордан има многу допринос во однос на ски лифтовите, во однос на бараката, во однос на сето горе што беше изградено, направено. Сега почеток имаше и екипа и се скија и одеа на такмичења. Сега во последно време не слушам нешто такво. 30 години нема ништо. Нема ништо во тој дел. Тоа е рак раната на кочанскиот спорт. Токму за крај бите вака. Кога Арсо беше секретар, а постоje на секретар по финансии на општина Кочани, а постоеше општинска самоуправна интересна заедница за физичка култура, кај што слева средства, екзистира 32 спортски клуба. Дали сега Арсо, како пензионер, како граѓанин, кој времето го поминува со неговите прекрасни минуци, е задоволен на Кочани како град со таа големина од спорт што има. Па далеко дека сме задоволни од спорт. Кога мене не ме влече да отидам на фудбалски надпревар, кога не ме влече да отидам на борење, кога не ме влече, кога нема друг спорт каде да отидам, и луѓето, гледам се ангажират сами, на некој начин вложуваат сами во себе да спортуват. Да кажеме, ги гледам често пати на терените за тенис или мал фудбал, ги закупуваат игралишта. Така да нема што да те влече. И не си задоволен од моментално. Ние немаме некој спорт, кој спорт на некој начин ќе те предизвика да излезеш, да отидеш и да го гледаш. Ајде да се надеваме дека за 2-3 години кој ќе
ве поканам умеѓу време се ако може и да се случи повторно да дојдете во ова студио. И то за 2-3 години ќе ве држам за збор да ве поканам во ова студио со новата сала да ги анализираме спортовите што ќе се развиваат во Кочани. Се надевам дека ќе има во новата сала и некои нови спортови што ќе заживеат во Кочани. Јас се надам дека ќе заживеат скоро сите спортови кои понапред живееја во Кочани и ќе имат успех клубовите, така да ќе не на некој начин оттргнат од фотелјата и од лежите, да може да излеземе и да проведеме некои 2-3 сата. Да се испразнеме таа негативна енергија. И да се испразнеме во тој дел како што се празнахме. А мислам дека ќе има резултати со салата, најверојатно и ќе доваѓаат и подобри денови и за државата, и за градот, и би требало, јас сум оптимист, мислам, дека треба да заживее. Секој пат сум кога спортот бил во прашање оптимист. Ви благодарам што бевте гости во емисијата на разговор со Џони. Ви благодарам и на вас што ме поканивте на оваа емисијата. Се надевам дека повторно ќе се видиме овде. И јас се надам. Почитувани мои, тоа беше вечерашниот мој гостин. Ајде господинот ќе наречам, јако го ословам со другар Арсо Божиновски. Мислам дека кажа некои работи не сакаше да ги каже, бидејќи не сакаше да спомнува имиња, така се договоривме пред емисијата. Но овие фотографии што ми ги остави, што знам да ги искористам за мојата архива, ќе бидат еден благодет што ќе ги користам во следните емисии со некои мои други гости. Ви благодарам за вашето внимание, ве поздравувам, ви закажувам повторна средба во истиот термин следниот петок, а до тогаш довидување да сте ми живи и здрави.